Каква е стратегијата на владата за напредокот на земјава на патот кон ЕУ? Праша опозицијската СДСМ на седницата за пратенички прашања. Премиерот Мицкоски возврати дека планот е да се стигне до целта, а не враќање на стартна позиција и порача дека се додека нема македонски представник во Бугарскиот комитет за малцинства, нема да направи дури ни најмала отстапка од досегашните позиции. Дали имате нови сценарија во однос на напредокот кон Европската унија? Ако имаме такви сценарија, дали можеме да добиеме информација како пратеници, веројатно и македонската јавност? Ако не може да се добијат информации во овој правец, тогаш да и тоа го знаеме. Зарем ние македонците, кои што имаме 14 пресуди од Судот за човекови права во Страсбург, кои што се кредибилни да носат пресуди за Омо или Индемпири, не заслуживме место во тој комитет. А тие заслужија место во нашата преамбула. Јас не се слогалствам со тоа. И додека не видам таму македонец, кој што е дел од тој комитет, а за тоа треба сите заедно да работиме, нема ни милиметар да се мрдам додека сум премиер на оваа влада. Во попладневниот дел од седницата, во фокусот беше договорот со Велика Британија. И по неговото изгласување, продолжија препукувањата меѓу пратениците од власта и опозицијата, околу тоа кој ги задолжувал граѓаните, а кој ги доведувал во заблуда. Повторно беа поставени и прашањата околу висината на каматната стапка и рокот на отплата. Знаеме две работи. Прво, знаеме дека одобрената рамка за задолжување е 6 милиарди евра или приближно еднакво на буџетот за 2025 година од 6,5 милиарди евра. Второ, знаеме дека ќе биде проектно финансирање, но не знаеме кои се другите услови, колкава ќе биде каматната стапка, како ова задолжување ќе се рефлектира врз јавниот долг. Во однос на каматата, е уште еден пример, значи, во рамки, нели, како што реков, на оваа 5-годишна рамка која што ја имаме со Светска банка, ние сега прибираме податоци, сега ќе ги дефинираме каматните стапки. Мислам дека целта е да се доведе во заблуда целото население и да се прикажат работите такви какви што не се. Во одговор на пратеничко прашање, премиерот Мицкоски на седницата ги повика пратениците од опозицијата да ги поддржат измените на изборниот законник за една изборна единица, но да й се дозволи и на дијаспората да гласа.